Вие гледате Дебели Гикови! Здраво, здраво на сите, јас сум Огнен Каршимене Марија, вие гледате Дебели Гикови! Чекај, јас ја квапнам квапа, Ај, бидејќи ова ми е квапар. омилено нешто. Иако не пишува Дебели Гикови, пишува Production Corruption Experiences, Абе, ама ние сме си ние. И предходно пишуваше иди шетај, па нема везе. Па Битно прошетав клапата малце. е битна, бе брат. Така си, апсолутно. Денешен гостин како што може да видите е one and only Игор Јовчевски. Дечки ви фала за поканата. Малце се оптегнува моево, се одложи неколку пати доаѓање. Ајде, нели, период на Се дешава, се дешава. вирувче, Апсолутно, да. алергија, да. Ама баш ми е пријатно и баш ми е задоволство што сум овде. И од почеток падна Химе, нема врска. Вака ние епизода некако не ја снимаме како што си ја снимаме цело време у Регуларно? среда. Да, туку ја снимаме денес, кога што ќе ја гледате денес, ама са бајле. Ја у план ми беше од Сабајле, прочитав на Инстаграм, тоест дека ја следам Гал Гадот, сакав да донесам мекици дека жената се породила со трето дете, ама не успеав да Ајде, да честито најдам. нека ја. Ја не Да. знае дека едно има Три не па- женски, па брат. три. Не знаем. А Лали Вера на маши со 3 жени дома. Wonder Woman повели на снимање се епизода да направим. Да, слободно дојди. Да. Од кога ќе почнат работа нели сега на како се на породилна. Не бе, она во на Бетмен vs Супермен Може на Wonder Woman да беше или Wonder Woman беше. Знам последните сцени ги снимала трудна со тоа што на стомакот ти стали и го Штитот. офарбале Штитот си го држеше на зелен за да и направат тоа која е многу мрдната работа. Е, па Шо ќе нема да им текне човече. Валја сигурна таа работа. Што знам, пази. Зезнато е сега, трудно е, па ќе фарбаме, ќе правиме па акцијашки се сцени веќе. Абе, изгледа ги шо знам. Абе, и двојници има Или сега стандабл, таму, да. Нема да рипаш ти, она ќе рипне. Да. Тоа е тоа. Марио, можеш да почнеш ти овака со гости Со гости? почнуваш, да. Така. Ја као што може да видите лаптоп немам дека ми рикна сега момент. Буквално сега ти рикна брат. Го пушташ прави цинг цинг цинг. пртно. Плачам треба Ајде да барем земам. телефон имаш нов што ќе се укацаш. Да. Како и да е, кажавме дека на гостин е Игор Јовчевски. Игор, ја секогаш кога правим интервју на сите мои гости и луѓе, прво прашање што им поставувам е кој е Игор Јовчевски? Не кем клише да биде муабетот, ги гледав и другите емисии. Игор Јовчевски е дете што заробено во тело на возрасен. Не му дава на возрастниот. Don't let the old man in имаше една порака во една песна со Клинт Иствуд во The Mule. Деме како кога го праша Клинт тоа е пред 3-4 години. Како на овие години преку 90 ти го правиш тоа што го правиш. Според кога глумиш, но редовно снимаш. Па вика не му дозволувам на дедото да влезе во мене. Да, значи се осеќам баш како што сум се осеќал и чувството спрема стриповите, спрема страста која ме плени кога ќе се спомнат стрипови. Не е намалена, не ме ни напуштила сите овие години. Значи исто се осеќам како во четврто одделение кога го открив тој свет на стрипови. Така што првенствено сум љубител голем на стрипови, па понатака нели се случи да сум и еден вид на автор, колку што може автор да се нарече овде во нашава земја, илустратор за детски книги и да речеме и музичар. Никам да заборавам за музичар. Пецо, да не треба и Игор малце понахај микрофон да тој се кире. Добро? Еве веќе доја. Да, окей. Или Да. Да, кире извини, кире. вака бе боле ме ва. Сега сакаме поише. Да бе боле вака. Па за поубаво да се На кичмата плакави. Докај ја сеснав малце. Да, се представив дека сум љубител на стрипови, нели, силом прилике. И автор воен. Да те прашам, кој ти беше првиот стрип однака што го ти текна? Што го зема Првото- во рака? Сега ќе ви кажам, имам многу убава и вистинска приказна.
Бев негде четврто деление, тоа стално го зборам. Во тоа време, значи не дека пред тоа не сум приметувал стрипови, тие киосците во Југославија тоа време беа преполни со стрипови. Значи имаше во трафика кај мене и кај Темков, кај што живеевме, ја се уште живеам во таа населба, во Ченто. Бочната страна од киоскот, онакви old school киосци од Чекај, времето. оние ни зелени што беа Зелени. портокалови, зелени ги Ова беше имаше. зелена. Метални Да, клетки? Да. не метална пластик од плексиглас Котва, беше. добра, ма, Не пластика, од да. плексиглас, од стаклена не бе, Стаклена нема вода. везе. Тие се тие. Материјалот од кој што правеа варбурзи. И траванти. чамци, Да, и чамци. И чамци од тоа се да. прави. И бочната страна од таа трафика беше цела со стрипови. Тука беа наредени стрипови. Ти се некао, не дека пред тоа не сум ги приметувал, ама сум сакал да цртам, не сум знал што е тоа стрип и као непознато тоа, не го ни приметуваш. Сега, се деси тоа во четврто деление да видам насловна страна од Тарзан, тогашно издание на југословенска продукција од Нови Сад, од Дневник. Тоа беше љубов на прв поглед, онака тоа беше дремење пред киоскот 10 минути. Што е, викам, дали дека форматот беше поголем, А4, други беа Лунов, Магнус, Стрип и Златна серија беа помало на италијански формат. Со тоа беше преплавен пазарот, американска продукција немаше нешто. Немаше, знам, не Тие одеа американците одеа во X, Алманах, во други некои изданија кои што или Марвел се викаше баш Марвел едицијата и таму одеше Конан обавезно, после тоа Соломон, Кейн, Халк, кратки епизодички, наставиче се и некако него не те лепи, Конанот те лепи зашто цела епизода имаш од Конан да прочиташ и после Халк ќе почне и таман ќе дое смеш, наставиче се. Добро, чекаме друго, Ако да, Господ, ако стигне А добро. ова- Може сега тоа. А ова со Тарзанов голем А4 насловна и убава сцена онаква со некои репати људи со опашки ход дони, вас дони, нешто така беа тие беа такви со опашки полумајмуни беа. И Тарзан на некоја таква сцена и одма морав да окупам. Значи нема во моментот пари, пошто бев дете од четврто, земав Колку пари. беа, да кажеме, споредбата тогаш со цената цената? на стрипови. Секој да може да си дозволи, значи апсолутно секој. Па не знам, се претпоставка ќе биде ова, можеби Да, од прилика, као од 30 до 50 денари. Така, така. Тоа е баш Некако така. Реално денес како ги видиш, не може баш секој да се дозволи. не може баш секој. Не, да, Имаш, да, не знам, да. златна серија небитно, помалите Дилан Дозови загори, што окей, пак се поевтини, ама да сакаш да читаш нешто Марвел или такви работи, не можеш брат да си поскапо. дозволиш на пример Тарзан да земаш 2-3 броја или такви работи. Ова беа Не баш може, оние не киоски изданија, значи немаше во колор онака Така, скапи така. луксузни. Да, тие Да, црно-белите. црно-бело се и го купив. и Со тоа беше- хартија као од весник. Таква бе, рото. Стандард за тоа време, ги знам. И тука се заљубив. Тука ми влезе Тарзан, речи, значи, да. значи Тарзан ти И бил после, првиот. ајде, почнав да откривам и други. Прво автори, мене и многу се лепам за автори омилени. Значи, ако тој цртеш или тој начин на кој што сценаристот ја пишува, мене ме плени и ме фати онака на прва, и после ги пратам, ги следам. Тоа време многу потешко тоа беше. Нема интернет па да му проверам стрипографија па да барам. И сега чекам нареден, читам месечно издание, стрипотеке се пишува горе на Тарзан. И значи знам дека другиот месец пак ќе дое. Датумот го гледаш тој бил и го чекаш тој наредниот месец. Ако дојде или редовно. Доаѓа редовно. Сега наЕка, пример јас Денеска е ако тој. Да, да. Јас ако сум фатил, не знам сега кој број бил тој, ја памтам жолтата насловна, ја имам се уште дома. Ако бил тоа број 23, после значи сум се навратил и од еден сум ги собрал до 22 за да ги спојам со. Ги имаше ли негде у архива ли да се купат од кај се? Ги имаше на Или- плоштад, на плоштад. Аха, на да. плоштад, као сега што јас. Кај сега нели ги има оние куќерчиња на покрај барда. да. Тогаш плоштадот беше само со коцка, памтите, Ја околу памтам. коцка, да, не сте до толку мали. Ама тоа беше полно со стрипови, поготово летно време, пролет, лето, есен таму додека не почна тие снегови дождови, тоа беше стрипови колку сакаш. Ја еден Има. зимон него пали таму. И во Ме се родиле ние у погрешно време, брат. Добро и. Па и мене ми е криво барем 5 години порано се родев да фатев шамалцева таквата. Хартијата. Да. Имаш и во аеродром кај Бисер што е автобуската будка таква зелена. Мислам дека беа споени две будки за да биде тоа потака долгонавесто, по вагонесто да изгледа. Се викаше Астерикс и беше стрип шоп.
Значи само за тоа беше бувљак. Значи Познато стари броеви. Тоа ми е познато од мене. Астерикс, да. И тука. И тоа беше редовно онакво за ако ти фали бројче, па ти знаеш точно што е, па таму да протарашкаш по тие куповите. Да. И сум наоѓал. Тоа го начекав на комикон во Солун, си имаше као типци што си имаат као дојдено и си има стари као Да. као изданија, ама ги беа сега се модерни се у кесички стајани. Да. И отидов кога почнав да листам, кога ги видов дека 3, 4, 5 кути има, кажав дечки. Ова ќе треба да потрае, немам толку време, да. Немам време. Да. Игор, сега маца те навратам во далечната 88 на твои 12 години го имаш почнато твојот прв стрип. Што имаш сеќавање од тоа? Баш овие работи ги зборев пред кој сме денеска датум? 6 и 7? 7. На први, значи пред 6 дена, на ќерка ми беше роден, полнеше 12 години. Јас во 88 полнев 12 години. И се пофалив дека јас на нејзини години го завршив мојот прв стрип со почеток и крај. Тоа беше многу битно да има и крај. Лесно беше да го почнеш. Да. Ќе даеш се што знаеш, се што до тогаш си научил од шрафури, од сенчање, од туширање, од ова, од она, ама ако не го завршиш џабе. Во 88 го завршив мојот прв стрип, се викаше Гор лат. Гор лат. Гор цртичка лат. Има некој значи? Че македонски. Може има, не, тоа беше некој варварин како Конан, пошто нели. Тогаш бев па да, ама не ме напушти нешто, каубојци и варвари, цел живот некако. Кога ќе треба нацртам нешто за своја душа, или ќе биде ова или ќе биде она. Значи нека има конј, дали на коњот ќе има каубојец или ќе биде Конан со секера, не е важно. Да, го почнав и завршив и се уште го чува мајка ми. Мајка ми е многу педантен архивар на моите детски цртежи. Та ги чува тие тетрадки со Темков тоа време кога бевме мали, јас го цртав Гор лат, тој си имаше негови ликови, Трейсер, памтам имињава на ликовите. Знам дека беше некој дали пензиониран полицаец, бивш виетнамски ветеран. И такви филмови тогаш беа многу популарни во 80-тите години. Вестерн знам. И со Чак Норис имаше многу такви. Он стално беше виетнамски ветеран. Чак Норис? Да. Ги тепаше сите со еден куршум. И ние мислевме дека стрипови се цртаат во тетрадка А4, значи тетрадка голем формат без линии. И си купувавме такви тетрадки и цртавме ова е А3 формат. Го форматот А4. Да, тоа. И тука си цртав, тоа за нас беше голем простор за работа тоа време. И се чудевме како се голем е форматов, ама не можам толку детали како овие што ги гледам. Ајде Тарзан и Конан, некој имаш фурак. На шо е работено? После сваќаш дека секој си има тертип на формати, може и на А2 да работи, значи да биде токао или Хамер е А2 така. Па А0 е целиот хамер и тој си сечеш колку треба. Например Димано кога работел, тој зимал хамер, го сечал на пола и од еден хамер имал само 2 листа за цртање. Значи огромни се кај него формати. Ги видовте на стрип трип. Намерно облеков стрип трип мичка, чисто да поддржиме годинава да Ако. Тоа 23-ка да пише 24-ка маца. Да. Што кажа планираме? Планирам ше. Зависи кога ќе се одржи овој, може и да ме шитне. Да може да види како вани. Што сакав да до кај стигнавме? 99-та година стрип арт. За тебе можеби еден од најстрекниот денови. Зошто е тоа така? Па тогаш таа година мислам дека истата беше. Кога запознав Ване Трајков, директорот на стрип центарот од Велес, немав комуникација со никаков стрип автор до 99. Учев, нели, средно 94-та матура, факултет архитектонски, ово, она и некако тоа со стриповите остана негде така да лебди, не дека било затворена таа книга, не сум бил свесен дека била подотворена. И шетајки низ Бисер тоа време, случајно видов стрип арт, македонска стрип ревија. И викам шо е бе ово? И одма почна се. Да. Тоа што било зипнато се анзип му направи. Extract here. Го купив стрип артчето и гледам таму адреса на редакцијата, ова она, викам леле, сега ќе се јавам ова, нешто како Марвел ќе да е, така го замислав. Комикон. Да. И викам се јавам во редакција, ќе ми се јави, не знам, Стен Ли, македонскиот Стен Ли ќе ми се јави. Македонскиот Стен Ли. Да. И ми се јави Ване Трајков. Уствари се јави мајка му на Ване Трајков. Бабичка. Ване дома ли? Да.
Сега, Ване, го вика. И слушаш чекори, тк, иде Ване. И стапивме во контакт и првата моја реченица беше со пауза од стрипови и собирање и читање огромна, ама овде Игор Јовчевски стрип автор од Скопје. Како звучи? Сега ми е глупо да го кажам. Зашто бе си имал, као се викаше ми избега се Непотизам. Не, бил... Па да, знаеш како на некоја возраст кога си пун себе, кога мислиш... Да, Па да, ама... Само да, па треба тоа да... Треба, знаеш, ама во младост е многу зезнато ако имаш премногу. Да, ето. Нормално, да. Тоа ќе биде на србите викаат са горе у жели, онака, толку желба, ама немаш капацитети, толку од тебе. И се слушнавме, дојде и вика во Велес и донеси шо имаш. И ја во меѓувреме имав Кантана. Кантана. Ова ти од тоа? Не. Аха. Кантана смислен е ликот, као таков и светот околу него, не дека нешто посебно вестерн си е вестерн, нели? 1860 и некоја. Уште 93-та го смислив као лик, инспириран од, нели? Клинт Иствуд, Серджо Леоне. Па гледам дека е Клин Иствуд Да. по-новиот лик. Па исполна нешто на пола пат, на некој им личи на, не знам, Изгледа у очите. Не, цигарче. Дека он бил, абе Клин Иствуд оака беше у сите оака. секој ше замежан кога мислиш гледа ли овој бе или не гледа, ама гледа. Има нешто Кога финто пука прецизно. Таа фаца да ја правил, нешто цигари лапал, а не сега уиш да пуши човекот. Бил антицигари и за да направи таква фаца, морал да лапне цигара и за... Не, тоа е тутум, брат. Тоа е Ама скроз ја тутум лапал, као брат. Што го джвакале, да, бе, да. Што го джвакали, сега нешто не ќе да пуши, брат, во секој филм модерно, со цигарче. по-модерни ствари има на бензинска се купуваат као крукчиња си, као да ти кажам мастика, ама не у најлон, нешто така Тоа не е као... снус. Или не, тоа е снус е сосема друго, што го ставаш тука, вака. Ама тоа е со Добро, окей. никотин, тоа е стилот. И го ставаш Епа, уста и Клинт джвакаше во одметникот Джози Велс. Во цел филм джвакаше таков тутун и ја памтам таа една сцена на куќа кога шлапа се со кога ракна тутунот и у чело куќа. Култна сцена. Да, и со Ване Трајков се најдовме, виде некои мои работи. Го виде Кантана од 93-та и 93-та имав епизода завршена. И втора епизода од Кантана, негде 98-ма почната, недовршена, и кога веќе се договоривме да дојдам јас во Велес, викам, чекај, пред да дојдам во Велес, ми фале уште неколку страни да довршам, да биде комплетиран. Ги доцртав тие во тетрадка А4, мислејќи дека, се уште мислејќи дека така се работи. Ги однесов и со Темков заедно отидов. Јас го пробив на ледот да се јавам и оној да правам уговор со македонскиот Стен Ли, мислејќи дека тоа е таа голема некоја редакција, па треба тука некои филтри да се поминат, па дали е добро, дали не, ако не е. Директори. Да, тоа немало врска. Не така. До ќумбето во собата. Апсолутно. На Ване тука, нели, сладко сокче сето тоа, не, си седиме. такви стаклени. Да, стакленки, да. Абе супер е тоа македонското. И одлично. Гостопримливо. Со локунче или со сладко? И кафенце. О. Сокче треба не е пошува благо водичка. И ги виде и ги бенди се на прва овакво Ване. И мене тоа многу ми значеше, нели, као тој беше првиот авторитет што го запознав, па тој ми даде контакти од Александар Сотировски, од автори што беа активни тоа време, што прв пат ги слушав, односно ги прочитав во Стрип Арт неговите изданија, значи на Стрип центарот. Ама само како име го знаеш, не го знаеш човекот. И се запознав со сите, со Сотировски. До ден денес сме во многу добри односи. После улета Давор Здравкова приказната во Storyboard студио кога работевме, каде што шеф ни беше Сотировски, а ние бевме како млади бандити кои што правеа тоа што правеа, мислејќи дека правиме, не знам, цртан филм долгометражен, тројца ќе го правиме, малце добро, наивно. Сака да те прашам јас процесот на цртање како кој те го зимаш од премија си ја прешу глава идејата, па почнеш со првата линија или го делиш ли листот, дека тоа мене уште не... Да. Многу креативен процес. Делиш ли листот да кажам на 4 за сликите, да знаеш како... Па зависи
колку ќе... Добро. Да, да. Ама Еве. па си ставаш као рамки да Да, кажам. можеш. Прекреативен, значи премногу креативен процес е тој да земеш да искадрираш една страница од стрипот само. Камоли еве Кантана ми беше голем залак мене 52 страни само стрипот. И да се пренесе приказната. Не се врзав со, не се ограничив со бројка колку страни треба да има. Стално сакам да видам така малце да диши. Па ако треба ќе додам, ако треба ќе одземам. Се е прво во главата. Значи можеби не финалната страница не ја гледам во моментот, ама костурот го гледам на страната прво тука. Сега, во зависност од дешавката го пишувам диалогот. Конкретно за Кантана ќе се фатам затоа што сам пишував тука. Диалогот и текстот што ќе оди на таа страна и после кадрирам во зависност од тоа од количината на диалог на страната. Не може ако е премногу текст тоа на една страна да го ставам, па да биде само окцето од главниот јунак, а овде вака целиот кадар да биде со текст што е многу глуп. Времето во 70-тите и 60-тите јас стрипови што имаме пример од DC што се некој нова штампа ама тоа. Да, ама Човече, текст кога ќе видам толку вака, абе ти се отчитува некош. ми се отчитува Да. налет сега. Ама си имам проблеми со Watchmen заради тоа. Ради тоа, Да. многу текст има, човече. Јас имав проблем со V for Vendetta. Исто. Аха. Дали Исто е. фонтот им беше од бели пут имав издание некое преку 20 години веќе. Некој фонт онаков како на куцача машина пишам. Скроз беше Да. така. И прие многу текст, на главчето на ликот. Иви како се каше женска, не е битно. Да. И сега кој еве го главчето незино овде дзирка. И текст. Текст! Толку си имаш толку. А имам 4 каиша овака, во 4 реда ми е поделено овако. И напорно за читање на страна читам пола сат. Ја првпат кога читав V for Vendetta, ја викам, ова е глупоштија, бе, ова не треба да се чита, бе, ова треба да се фрли. Не, бе, ја од многу ја текст. првите ми што ги прочитав со таков со голем текст беа оние од DC Смак Смак света, да. Да, кеци баш на српски. Лале човече, со првиот се измачив, Епа. а уште еден ме чекаше. И си викаш кај е забава, бе, нели треба забавно да ми биде, нели треба да ме извози убаво, да ме фати, да ме грабне. Смак света е крај си за да преведем. Да, за крај Така се што со она инфинитет. умерено да биде тоа со текстот, значи Така, текст така, лика така. да Нема биде ништо акција, да као- биде вкусно. После тоа ги земав колдер, ама на српски хладен као лед и ми беше као тоа е тоа. Да. Така што, значи, кога ќе средиш тука, после текстот го смислуваш како и кадрираш и гледаш колку ствари кадри ќе имаш и сега бројот на кадри од страна на страна варира. Само чека, овде главен кадар ми е овој као воведен, кај да шапкава. Оде прво имам зум на ова вискиво ставање ово, и после одиме да видиме кај дека е тоа куќарче такво и дека главниот лик ти е овде ранет и така почнува со неговата рана и докторот кој што го негува. Па овој му раскажува приказката. И сега варираат бројот на Да, зависно што се случува. Еве се овде ми било битно да го пейсажов ми бил најбитен овде. Како И овие што ги ниткови, гледам бе. слики бе, така се потсеќам на ќе закаснев за снимање на епизода, дека дома ја играв Red Dead Redemption 2, ја Да сите ги потсеќа, а ја не сум И играл. како што ја видов, како што цирнав сега ова што ми покажа тие пейзажи тоа. Леле, човече, само проблем со играта си имам. Многу споро се движат, брат. Е, па каубој, да. Каубој, ама малце треба да е побрзо, мислам, барем 1+ да е Не, па побрзо. за... Проблем реализамот се Единствен контакт што го имав е кога го работев тој стрип пред тебе што е Wanted вестерн колекцијата. Темков пишуваше една приказна, тоа е колекција од кратки приказки. Скофилд се викаше, за пиштолот Скофилд. И ми пушта линкови. Немаше нешто од ова во деветка, така? Имаше. Така? Да. Пошто се кратки, тие се згодни да одат во деветка, пошто по 4 по 6 страни се. А деветка е секако стрип ревија кај што треба да има кратки стрипови. И Темков кога го напиша Скофилд стрипчето, кратко е од 4 или 6 табли, не се сеќавам веќе. Вика пиштолот, вика ќе го гледаш од Red Dead Redemption. И ја гуглам онака, добро сето тоа. И ете го пиштолот на корицата, тоа е Скофилдот, најкрупниот. Овој? Да. Па да. Така што е- да. Кажи го нека.
Каверот од Red Dead Redemption. Ете. Значи еден трибют му имаме направено, а со игрици бе сум. На Морган. Мора да ја пробаш таа. Тоа е доживување. Да си седнеш Ама треба многу време. време, да. Треба да имаш ако слободно имаш време и да се... Тоа е на овие години. Нема време. Со сите обврски, некојаш ги викам со сите зла што се околу мене, али некојаш многу пати сладки се тие зла. Каде слободно време? Ја, значи, многу се радувам кога ќе ми се одвои слободно време да читам стрип. Значи, редовно купам, последен пат вчера купив 4 комада, убави такви дебели тврди корици. Ги разгледав, се протресов. Викаш, кога ќе ве читам. Да, и сега планирам дома да купам уште еден елемент, онаков библиотечен момент. Така. Зашто веќе немам, веќе е безредие. Едно врз друго више. Да. Ја Па преку 3000 се. Не. проблем си имам, не ми ги И- собираше дома. У стан ги ставив у кутија и у гаража ги однесов. Чекам. Само пази влага, кој Не, ставив. Да, У кутија се со накво со силика гел. да. Што се оние, се ги чувам, се ги овие да ти покажам ја деветките у кесен се едно и Да, со, да, да. со силика гел. Стаени се, си седат за такви ствари, си пазат. Многу е битно, да. И на високо нормално, Да, не да, да да, може да се поплави. Пошто си у подрум. Пожази у подрум, да и често се поплавува. Тоа стрип не лета. Многу е битно да се заштитат, пошто порано гледам, нели зборевме за цените на времето на стриповите, дека било тоа ефтино и секој купувал од трафика, немало од каде. Да. Книжарите немале вакви скапи, тврдо укоричени стрипови. Биле ефтини, не сме ги пазеле. Сега јас сум ги пазел, ама пошто сите купува, колку 2% од луѓето што купуваат пазеле како ја, Темков и компанија, што сме решиле утре да го работиме тоа. Други бе, чита и джитка, не е битно. Не дал многу пари, не му е криво. Со Темков го правиме муабетот кај тетка ми, уствари на татко ми тетка. Имаше една шупа, немаше само два ѕида овака и имаше у средина Да. еден ступ, едно ќоше. Тоа беше све со стрипови фрлено таму. И штета, знаеш колку... Не, тоа Не, е ево, фрлено. отворено е. а, така. Не, затворено ти викам. Овака, Ништо. зидот Да. горе, отворено и кров чисто стано за онака, ајде. На времето слана се чувало таму Да. за козите да. И Ги гледаше. многу Кој сте грицкале? Грицкато стрипчиња, да. го грабна конанот. Од мечот почи, ја. Без главетиот Конан. Ова прича. Игор, кој стрип ти бил онака што ти одземал време, што ти измачил да го нацрташ, што си испотил, да кажеме. Па, ајде, ова ми е најтазе, нема да го спомнам Кантана, затоа што по моја замислата, и ако некој ме мачал, сам сум се мачал со, нели, со сценарио и со изведба на тоа што е замислено да се напише. А вака од други што убави соработки сум имал со сценаристи, например со Давар имавме топ соработка, и ајде од Ајвармен ќе почнам. Имам и други стрипови со Давар. Имав 2009 ми беше првиот стрип албум издаден, кој што беше колекција како Wanted што од вестерн стрипови, тој беше се викаше Кратки резови и беше колекција од секакви стрипови. И тука има повеќе стрипови во соработка со Давар. Знам дека имаше еден Winners Never Quit, Quitters Never Win. То го памтам на англиски наслов, там имаше и превод адаптиран на македонски, да му тепаш нема да ми текне. Како беше превод? Да, и беше интересно на 4 табли, тој го пративме на конкурс во Белград тоа време. Тоаш многу праќавме на конкурси, бевме како млади и мислевме дека Па да како Убав парагон начин е. што Да, сега Војдан и компанија се во таа некоја фаза. Со Ајвармен земавме дури награда од спонзори на салонот во Белград. Со една епизода од сите епизодички што се кратки овдека. Земавме награди, онака бевме, ни се јавија од салонот на стрип во Белград, на телефон, да ни кажа дека имаме награда од спонзори. Каква сака, нека е награда. награда. И со Даво родиме тамо како Гранд При да сме зели. Главни. Да. Чека, Или да. Чекај спонзорите, кои? Што Да, награда? И ни дадоа нака кесички со изданија на Весели четвртак, знам дека беше. А јас дека ги купав сите тековна од овдека и го гледам тоа моето, све што имам. И на Давар викам, друже, повеќе. Ама убаво е. Ти дава ти онака како диплома што и да е. Ко благодарница. Да. Така нешто. И супер беше.
Така што сум имал окей со работка, не ме измачило нешто посебно. Значи, креативен е процесот, така што може негде да загледаш, ама па во комуникација со сценаристот, дали ќе биде Давар, дали со Јордан Коцевски, сум на Темков не му текнуваше презимето на Јордан Коцевски, што е сега писател. Со него имам соработувано. Треба и стрип албум негов да цртам, ама лани се залетав кога го завршив Кантана, викам сега со Јордан албумот, дури правев некои ликови. И то. И влегоа други некои работи. И имало ли моменти кога си цртал да си кажеш налет више, не цртам, нема лепо дова, налет. Многу сум свесен дека нема леп, среќа моја е што не ми зависи живеачката од ова. И среќа што секогаш наоѓам време да го правам тоа што сакам, а тоа е ова што не ми носи никакви пари. Тоа е тоа контрадикторното. Работам во друга издавачка куќа која што се бави со детска литература и која што има на некој начин загарантиран пласман по градинки по она. Чекај, тоа беше по градинки као се викавте? Што го имавте тоа едно издание? Ова се вика Супер смешка кај што работам јас. Сидми знам дека во градинка го зимаше. Да. И знам дека ти си вклучен у... Да, па јас ги цртам од корица до задна корица. Тоа ми е тоа за плата, значи екзистенцијата така ми е на некој начин решена. Ајде со свиркиве и забава ми е па и прилив ајде да кажам. И секоја луфта ја гледам, ја користам за вакво нешто или за читање. Значи читањето ради идеи, ради инспирација, што визуелна, што кој идеја сценаристичка, ако не читаме џаве. Сега се фаќам себе дека многу повеќе купувам во последно време и трупам дома од што читам. За зимница. Ама се викаш, кога ти идам некојаш во пензија, па ќе читам. Складирање за зимница. Да, е тоа. Така книги, не стрипови, книги ги имам што си купам и си ставам и кажам, шо ги купаш кога не ги чеш? Има кога. Ои се за пензија. Game of Thrones не ги купив сите 4 или 5 беа, на англиски ги најдов за 300 денари. И еле ги ми седат у гаража. Минко диша. И ми се за зимница. Не, ќе дојде. Јас барам се уште се тешам дека се тоа ќе биде прочитано. Обавезно, не дека се тешам јас. Јас знам кај ќе ги читам, тие кај ќе си направам. Па добре, Се така на клацкач на некој стол. Да, предезер. На front porch. Swing, она каубојска сцена. Да. Ќе го научам син ми на бенџа да свири до мене да свирка. А другиот луст армоника. Има ли болја сцена? Туку што опишам многу убава сцена. Ја би сакал таква пензија да имам. Така. Многу бела брада. Дојрам бе брат, си ја више куќа. Таки. Абе диви Свири запад. мајсторе. Свири ми брат. Игор, имаш работено на каубојци, Конани, свашта. Да. Сега ти покажам на интересно нешто, што јас го добив за мој, мислам дека 17 ројендан, од еден многу добар другар. Ми вика, што сакаш брат да ти купам, не знам, едно друго. Му викам, купи што сакаш. Ја тоа време бев апла влезен на стрипови и такви работи. И ми вика, знам што ќе ти купам. И еден ден ми го носи ова. Дали може да ми кажеш нешто поише за ова? Да. Значи ова е дел од, број 6. Сите беа нумерирани, ова беа 20 илустрации во една голема папка, значи овој формат, папка голема, сместени 20 вакви цртежи и се викаше Меч, магија, Колт и Стетсон. Тука сите мои вкусови беа вклучени, значи Меч, магија ми се Конан, Lord of the Rings и тие, нели, жанрови, фантази. И Колт и Стетсон ми е шеширот и Колтот, значи од ова вестерн мотиви. И беа пола-пола, 10 илустрации беа тематика фантази, 10 илустрации беа вестерн. И сега тој ти го дал овој со конанскиот мотив и со ова голата вампирка горе. Тоа се време мисля дека е Ред Сонја. Волко гола, не знам дали имам видено некаде. Нека виде, Ред Сонја нека виде. Ајде. Малце очи бе бунач, ема изавите се вампир. Вампирка. Не. Поздрав до другарот што ти го подарил, ова тој веројатно има цела папка.
Да, од негова папка Да. го зема. Па така беше замислено и баш ме радува што се спроведувало тоа така како што ми било мене замислено. Пошто тоа време као сега ќе си речат луѓето и шо со ова сега? А беше некоја символична сцена. Сцена. Чекај, ова би било као папка и го... поише работи. Да, и папката можеш да си го се... скинеш за да го... Не мора да го кинеш, тие се посебно листови, принтови. Внатре во папката. Аха. А папката е баш онака да ги држи сите заедно. Си се отвора онако многу убаво сработено од печатницата. Прво бев скептик, ќе може ли му однесов мустра од таква слична папка од филипински стрип цртачи од времето, од 70-ти години и 80-ти, кои што работеле на Марвел тоа време. Тоа е многу убава приказка за филипинците. Ќе ве кажам на брзинка. Ја имав таа како референца и однесов во печатницата кај што сакав. Важи бе се прави ова, вика се. Топ. Се прави, ја понака скептик, викам, ако може, ако не. Може, ја направија И има ли перфектно. сега кај да се купува, не? Нема распродадени се. Тиражот беше 200. Да го покажам на камера. Да. Ова сега некој да ми го потпишеш, ама не знам како, вајде на Не, стакло на нешто. стаклото. Со перманентен маркер. Да. Па ќе најдеме некој начин, не знам. И баш ме радува што така се спроведувале тие мои замисли. Ова беше, другарот го имаше купено целата папка, Да. ама ни он точно не знаеше кој е Јовчевски, бидејќи си има подпис. И кога промовиравте, не знам дали беше првиот или вториот деветка Да. во МКЦ, Првиот бил. првиот, Да. таму се запознавме ја и ти и со Да, случајно. Изгледа ово е човекот што ги има папката, ајде се запознаеме. Што брате дечки ја промовираме деветка. И тоа Да. првата така деветка. Многу убаво ми текно и баш ова ме израдува. А, Марио, ти имаш таму нешто запишано некој а, кој прашања? Пукајте што сакате. Недава на гости нормално не беше колегата Темков. Со него го имате формирано стрип квадрат. Само твоја перспектива ми кажеш. Идеја за стрип квадрат, визија, општо за стрип квадрат, што може да ни... Тој ви кажа дека малце она уште деца кога бевме, кога ви ја раскаже приказната за стрипотеката, не видеотеката, стрипотеката за која што кога локација го имаше мојот стан и сите деца од комши, од зградите, тука 4 згради беа и па и пошироко од куќите, доаѓа кај мене, членски карти им направивме. Тоа е многу јако. 2 лета траеше, мораше да биде тоа летно време, кога сме ние на распуст. Текна да причата. Да. Ние сме на распуст, родителите ни се на работа и работно време на стрипотеката е до 3, кога доаѓа првиот родител од работа, да нема сега тука. Гужва. Да, го живио. И во пакети по броеви наредено и си доаѓа деца си зима символично, 5 денари, 10 денари. И после што се дешаваше од понеделник до петок ни работи тоа до 3 сат. Сабота неговата татко и мајка ми се дома и нема тоа. Не дека ми бранеле, него јас сум бил совесен, не сум сакал сега 30 деца влегле. Баш такви некои бројки. Ке се наредеа на врата, пошто јас имав на влезот доле залепено плакат. Првата година се викавме Стрипотека Велики Блек, втората година се викавме Стрипотека Конан. Значи, тоа беше. И стално сме сакале така да делуваме на полето на стрипот. 2012 почнавме да размислуваме за издавачка куќа. Ни се насобрани наши стрипови што сме ги имале, што ги имаме направени, се треба негде да ги издадеме. Нема каде да ги издадеме. Отворивме баш онака регулар. Централен регистар, регистрираш фирма, дејност, ваква, таква, како беше. Као секоја процедура. Да, секоја процедура. И добро, тука многу ни помогна сметковителката, си ни најде адвокат што тоа го бркаше и сето го направивме. Врска неавме што како фактура не знаевме да напишеме, испратница не знаевме да напишеме. И почнавме. Прво издание не беше една сликовница за Гоце Делчев, се викаше Храброста на Гоце. И тоа беше едно издание, замислено тоа беше како едиција од сликовници. Насловните страни асоцираат на стрипови, кога ќе се види онака како америчка продукција стрип, кога ќе се отвори сликовница. И ја направивме таа прва со Гоце и поднесовме тоа време во министерство за откуп. Имаше тогаш откуп праја. Сега тоа нема. 2013 имало. Го поднесуваш ако ти е прво издание, го поднесуваш во министерство, таму со некоја друга документација и они одлучуваат дали треба да ти откупат од тиражот за не знам, дали за нивни потреби, дали за по библиотеки или ќе се носи таква некоја вредност ако видат дека има делото. Сега ни откупија. И викаме, ова се некои убави показатели како за старт.
И почна едицијата цела, ајде, Гоце беше направен, не поддржава после Министерство одма со уште 4 наслови за да се заврши едицијата, па тука влезе Јане Сандански, Даме Груев, Никола Карев и Питу Гули. И ви кажа Темков, тогаш 9 од 10 поднесени, 9 ни одобрија, на сите бев јас пишан цртачот. Кој беше десетиот што не го одбравеле тоа? Тоа беше сега, мислам дека беше Војдан. Војдан? Војдан? Или ајде да видиме само, веќе помина преку 10 години да видам дали издаден. Баш ми е чудно што е. Или беше од Имано тоа за Самуиловото царство. А ние година не сме ставиле баш убаво. Овде има 2000, овде ли беше не, овде видов 2020. Тоа е книга, добро. Да, тоа е книга. Негде Ова е сигурно by the way пишува. книгата метод пат што збореа за Да, тоа е на Бошко Караджов, професорот. Естетиката на стрипот. Ми беше чест што готова кантана. И што ти е. Спасивме. Ми беше чест што ги цртав ликовите за корицата. За корицата? Да. Ја дека твој стил. Идејата на Бошко беше да има ликови и напред и назад, да не биде истите ликови напред, истите назад, да биде буквално од сите стрип школи опфатени познати ликови. Ова може да се најде негде? Не, бункер го има, мислам. Па може и преку нас да се земе од стрип квадрат. Или Да. преку Мислам има. Има многу добра книга за читање. Да, јас сакав да си ја купам на стрип трип, ама ја немаше, Вошко баш немаше. И Ништо си не се- кажав ќе ја земам, ама така си ова. Ајде, ако се одржи И оваа влагаш година. у бункер и гледаш сега милион стрипови и го гледаш. Да, и одма книгата иде у план Б. Книга, да, бреш, чекај, тебе после ќе те земам. Како бункер што имаше донесе Да. Дюн книги, Дина нормално на Да, српски. да. Сега стрип не мора книги, следен пат книги. Секојаш така. Да, Барем да. кај мене така. Оно ќе дојде и за книга моментот, Да, ама не е тој. Едно судам на стрипот. Да. Ја ги имам од други правоци книжари. Кај што има за книги. До кај сме Стрик квадрат. Да, стрип квадрат, да. Океј, почнавме така, некако шокантно по мене дое тоа, па моравме да правиме екипа за Ајвармен да се реализира, па што беше одобрен. Сликовнициве, јас нацртав 2, другите 3 од едицијава ги правеа други Димано улета на Питу Гули. Не знам што друго. Чуварите морав сам да си го завршам, пошто тој ми беше авторски. Ето го. Па тоа не многу време таа година ми одзеде, пошто ми беше до пола нацрта. Покажам бака. Јас скрос не очекував дека тоа ќе помине Да, апсолутно. на тој конкурс. Викам, ајде ќе поднесеме 10, па 3 да поминат, ќе си ги правиме цела година. И поминат 9, викам, леле, овако е. Што ќе прави? Као, окей ти е, ќе имаш многу изданија, као за во една година десетина изданија, ама па треба да се реализираат, не. И некако успеав. Сакам ова си веда прочитам човече. Ова што го кажа за Министерство за откуп, стварно не знам дека до сега постои. Мислам дека веќе не постои. Сигурно, а колку е добра работа да ти откупат бидејќи Да. изданијата ќе ги најдеш прво во школи, во библиотеки, во градски библиотеки, такви работи, бидејќи сега не можеш ништо да најдеш буквално никаде. Не Да знам, земеш од библиотека на пример, мора да го купиш или да најдеш од човек. во секое реализирано реализиран стрип што нели ние го издаваме, а е поддржан од министерство. Процедурата е дека пошто нели ти го финансираат, ти го покриваат макар печатењето, окей, супер е тоа. Сега, твојата обврска е 55 примероци од секој издание што е поддржано да оставиш во НУБ, во библиотекава главна. Со тоа што ние предпоставуваме дека е тоа така, не сум баш сигурен, дека тие примероци се распределуваат по библиотеките низ Македонија. Валјда не им сеат во некои магазини. Да. Кутии и купови, да. Затоа што 55 не е мала бројка да оставиш од секој издание, а ти правиш тираж 200-300. По четвртина. Четвртина го даваш таму. И сега, доколку тоа е распределено таму кај што треба, супер, тоа така треба да биде. А ако седи по некои магазини, Сакаш да кажеш дека овие пример што ти се поддржани може да се најдат во библиотеки би требало да одам во Куманово и да го најдам во библиотека. Може. или во оваа да кажеме до као се викаше До Градежан ова? Да. Браќа Миладиновци. Браќа Миладиновци. да. Би требало.
Да отидеш да Тоа- кажеш, тоа ја ај не- Вармен дајте ми го подржа, Да. не си пише, си го има логото на министерството, па Да, што да, подржа. да. Се што е со тоа лого, што ти поминало таму, еве го. Министерство за Да. култура. А, 55 примерока. Ја Ако не се сум- совесни и реални и Да. фер, би требало да Да, тоа така да го работат. Па Зашо би го правеле другачи? У поголемиве градови по 2 примерока да кажем. Да, ете 55 како ќе ги делат, ама да има. Да има се. Гледаш што ја не сум знал. Значи ја до сега Не идем у сум, библиотеки. ама ја сметав дека у библиотеки има само книги. Да. Ја не знаев дека има. Не знам ни он, кажу. Да, можеби, ама не е. Ако ги Јесам. зимаат 55, се надева дека не се складирани во архив, Аха. туку се раздадени кај што е потребно. Они си имаат и архива нивна. Тие 50 вика во пријавата 50 плюс 5. Така. Не вика 55. Значи Аха. 50 предпоставувам се, а јас дека се за по библиотеки, Може бе, 50, а тие да. 5 за нивна За архива на во архива, да. библиотеката, таа, Да. главната. Сакав да те прашам ја за Темков, причата за Темков која сте, не за Темков, со Здравко, Со Здравко. која сте цртале. Оу, какви времења беа тие. Се Па така се мијата- запознавме. Се мија да пак може да ги изрешам Јувиджи Наја И Джеба на Даја. и Джеба да Джеба да. Да, да. Hi there, you Virginia. How's it going? Со здраве, тоа беше клик на прво, на се запознаш, него ни докажуваш името, а веќе ти кликнал муавет. На прв Е, кадр, такви бевме. На прв црташ. Ја само што дојав од... И, Така, значи, неверојатно е тоа. Само што дојав од војска 2004 јануари. Значи ти си бил последните што отишло во войска. Последниот возглавник. командант бев ја. Да, и Темков беше во војска. Не, он е последен командант. Јас отидов 2003 јулска класа, сите идат на одмор на плажа, ја едам у Војска. Илинден. На 42 степена. Зимско време, март, А април, Темков, мај. Темков куртули и он дојде во октомвриска класа, тама на есен. Супер. Да. И само што дојдов од војска, пошто јули 6 месеци, у јануар се скинав од војска, мислам терминов се скинав од војска. И вакво негде во февруари ми се јавува Сотировски, го спомнавме пријаска Александар. Вика, што правиш бе? Викам, се бев и у војска, факултетот помината работа. Ништо посебно е, така си цртам неофицијално нешто, необавезно. Уште сум автор. Да, вика, сакаш да работиш во студио? А тие веќе декември, значи додека сум бил јас во војска, го направиле тоа Storyboard студио и тука сега веќе во приказка се некој Давор, некој Здравко, мојот кум Никола Николовски, дизајнер е, тој ликовен уметник, дизајнер, и Зоран Цветковиќ, нашиот 3D маестро. Мислам дека во држава нема покомпетентен за 3D моделирање работи на филмови човекот, значи чуда прави. Не ги знаев луѓето. Некој ваков, некој таков, она да дојде и вика кај католичка црква се. Топ, идам у кога? Утре. Сум свеки. Доаѓам. Да, и доаѓам, јас и ме чека Здравко Гиров, Некој си. за да знам Еден. кај да влезам. Така. Мене знам дека мене ме чека. Корпулентен дечко. Да. Тоа беше малце после. Кој? Здраве. Значи он после се... Па имаше онака моменти на Моите и шега. и ме чека Здравко и добро се препознавме дека нели ја нетипичен, он нетипичен, мада тогаш имав кратко косиче, пошто од војска вратен, ни бекенбарди, ни брада ништо. Иначе бекенбарди носев до пред 7 години. Сега ајде да бидам како Диме, мојот професор по пракса. И одма со него. Муабетот ме внесе тамо и почнавме. Кај седиме, ја тука, ти тука. После сменивме локација и си имавме баш наша канцеларија, јас и Здраве. Тука беа тие муабетите, Јувиџина, Джеба на Даја и си. Анимиравме на оние маси со неонки доздола, рачна анимација, лист преку лист. Хардкор. Сега тие пошто почнале декември со таа работа, Беше и си Здраве одма навлегол во тоа, талентирано дете, ја Да. појма немам како е процесот, не го знам. Јас ќе го направам тоа, ама се треба некој да ми даде туторијал онака, Да. да ме седне до него. Као да почнеш. Да, Али и сега- седев до Здраве, првите денови баш седев до него и улјав шопре. И после почнавме илустрации да работиме, па во слободно време си цртавме и за нас илустрации, онака теми што, значи Здраве тоа време елфови, орки, она
До ден разараше и до ден денес. Па таа чиби ако ќе влезе во тие некои 20 и ситно години, на 40 и ситно не те остава. му работи мозокот. Супер, значи бевме цимери во таа канцеларија. Тоа беше станеден во Капиштец после кога се преселивме од католичка. Секој си имаше вакво сотировски во една соба како главен како шеф и само на дзитки ни направише. И или здраве. Што треба? Ај, ови стушире го. Знаеш? Ама добро, печеш занет, ние таму се испековме. Пракса, тоа Тоа е таа пракса, да. Пракса, тоа И зимавме некоја плата за тоа. у школа, Кај го има тоа? У школа и на факултет ја би стел 90% да е пракса, 10% да е Теоријава, сувопарното. теорија. Добра прича, здраве беше вика цели зидови онака ламинат дрво. Да. Он си седал со поглед на ништо, ти со поглед на некој прозорче во живот. Имаше едно прозорче, да, и тука дрвца, шума, Капиштец. На Народен фронт. И, ама супер, радивци имавме едно такво транзисторче, лайф радио. Не го менјавме. Тоа време Пеце и Мра вода. Тоаш лайв Вода беше емисија. многу Беше. хардкор. Да. И ги научевме, добро, веќе кога ќе има пуштено готови плейлисти, знаеме после која песна која иде. И супер, значи ти си идело сабеле, стануваш, ти си иде бе таму. Така, Да, Да. па тоа е многу. Таа дружба. И тука ние некоја база направивме за дружбава, за тајфа арт, после на тајфичка си направивме јас Давор Здравко и вклучивме и други луѓе. Дури мене мејлот од тогаш на тајфа комикс, што беше, ние се викаме тајфа арт, дури земавме како групација во Велес една награда за придонес во развојот на македонската стрип култура. Имаме таква како диплома, имаме еден тањер за пица. Керамички. Тие се Да. најдобри. И дури мејлот цел живот што ми е, прво на Yahoo, сега на Gmail ми е taifacomics@gmail.com. Тајфа комикс, до сега не е. Тоа на Даворе За Давор Маце го почнавме овоето, ама не го докажавме. На тајфа комикс е како Да, и тој ми е мејлот, и кој ќе бора дај ме мејл како Игор. Не, нема врска, ни име ни презиме. Пиши тајфа, морам да има луѓе таифа пишуваат. Што име тоа таифа? Тарифа. И викам тајфа со Ј, морам да нагласам споено цомица на англиски, така се вика стрипови. Мајмунче Gmail. Уште го користам, цел живот тој имейл ми. Ете, тајфата ми остана тука. Не си само пост-стрип уметност и цртач, имаш нешто уште една, како да кажеме, пасија. да, Тоа е. извини ќе те прекнем. Вода да не ви треба? Не бе, имам овде нешто. Да. Ако сакаш ќе ми донесеш. Ај ќе ставам ја за Фала мене. ти. Имаш пасија кон пење и кон настапи на каунтри музика највише. Да. Каде можеме те најдеме да те слушаме? Сегде, на овие години сегде. Кога бев млад, немав толку, баш сега со таксистот го правев истиот муавет, кога доаѓав навака. Викам, како бе, кога бев млад, немав 4-5 свирки неделно, тогаш ми беа, нешто потребно, интересно ти е, млад си излегуваш, гледа. Тогаш дока 2 свирки имав, кога сега имам 4 редовни, испаѓа стално и по некоја 5, ако не секоја недела, секоја 2-3. Па не знам, вчера имав свирка во салун, секоја среда таму сме со години од 2008. Петок и недела во Ракија бар во Чаршија и сабота во Глуво куќе. Стандард више. Да, Шема. веќе таа е шемата. Се организираш секако и мора се организираш кога ќе одмараш, пошто Така, се е проблем. Така што да, музиката е дел од мене малце покасно навлезена од стрипот. Значи стрипот прилично рано навлезе. Тогаш ни на крај памет дека и со музика би се бавел некојаш вака од љубов, баш од љубов. Пошто луѓе ќе прашаат, абе имате нешто снимено, абе не било тоа поентата. Авторска музика. Ние сакаме да репродуцираме музика што влијаела на нас, што ние сакаме, да представиме на колку и да е мала таа публика, ние имаме фанови баш онака верни. Да, Малце чудно за Сега се токмам во Рустикана да ти дојдам на И во Рустик- на свирка во Глуво куќе да доеш. Пошто во Рустикана нема да ме најдеш, таму инцидентно доаѓам. Аха. Бев пред 2 недели, еден четврток знам дека беше. Готово, кога Секоја сабота. Добро, значи Таму кога нема да сакам му- со сабота глуво куќе. ја не сум бил до сега, сакам да ти имам. И свириме баш онака музика што никој не ја свири. Не е само кантри, да, кантрито може. Ние свириме рокабили она од 50-тите. Во 90-тите имаш убаво движење во градов, рокабили движење. И тоа беше као
underground, ама ги имаше многу такви фаци низ градот што шетаат. Не знам дали ја знаете групата The Daltons. Да. Кешо и компанија, Тегла, басистот. Сите бевме со фризури кој од 50-тите. Тогаш ги запознав нив. Тогаш јас сум малце помлад од нив. И она прва кифли ги викавме овие фризурите, да. Сите бекембарди кој има, бекембарда има, кој нема, пошто си средно школо, некој нема. Некој нема, да. И имаше многу такви, значи кожни јакни, подвратени фармерки, марами, на глава стајано на косата, што си нашол, само да биде камен направено и да биде беше поентата да биде висока, да биде голема, кој има повисока тој е помаш. се мачкале со пиво, не? Со сапуни, јас ставав сапун. Пиво и ќе ти го стврле косата. Абе камен, можеш да даднеш зид дупка да Ти направиш. можеш косата да ја кренеш? Да, можам. Четка можам да правам. И баш тоа свириме. Значи, пошто јас печам на таа музика и имав среќа да најдам луѓе за свиркиве што отприлики иски вкусови имаат ко мојот вкус. И ќе спомнам Jimmy и Sally in the Mood, они се блуз дуо, кога се сами и свират исклучиво блуз. Но многу знаат и од овие други работи што мене ме занимале, пошто и нив ги занимале. И си направивме таков некој репертоар кога сум со нив свириме рокабили, пеести, кантри многу, ама сега ќе се каже кантри да не се мисли дека вика сега најново што е. Бионсе вика има кантри хит. Texas Hold'em. Тейлор Свифт бе? Не, Тейлор. ама она си почна со Она почна да поп кантри попче така акустично гитарче, сега е скроз поп, нели? Ама сега дека на Бионсе хитот најнов Texas Hold'em е кантри песна, само за тоа што има акустична гитара и нешто и свирење онака finger picking да асоцира на бенџо, не ја прави кантри песната. Бионсе има цел албум каунтри. Дали е таа што мислам ја дека е Бионсе има цел албум каунтри. Па треба да се Каунтри на водници нормално. да. Треба да се преслуша да се види колку е, Чека, зашо оние хардкор артисти од Америка одма рипна. Да, отиде Само да. Ќе го направиш копирајт на YouTube. Не е таа што мислев дека. Нема веќе. Така што да, добро, во кантри музиката стално имало такви некои звезди што правеле некои, нели, во меинстримот многу. Еве Доли Партон, Кени Роџерс на времето. Тоа го правеле. Шанаја Твейн таму крај на 90-ти години таа. Добро, тие си отиде се во да поп кажам скроз. поп кантри нешто така. Од кантри може само првиот дел од К, натака немаат ништо, ама може има некој малце зачинето, не викам дека Да, не. и има шмек Ама, некој на. Ако е кантри, сакам да се почитува на традиција на таа музика. Зашто има многу правци во кантри Па музика. кои играат у салун. Да бе, two step, line dancing, сите исто. Така што убаво е што и многу ми е мерак што овде ќе кажеме Македонија, ама имаме ние Што се деси? Песната? Моја се слуша. Не знам дали се слуша. Од памет не извадиме кире. Викам што се деси сега. Сикаш како денешка во Нешвил отидовме. Да. Не се луси превести. Да. Јор, кажи ми, мораме секоја епизода да спомнеме маичката стрип. Да. Свесно, намерно и така за да, нели, да дајме еден хајп на нешто. Ќе го биде. Гледам сега, ова е најново. Не сум вратил мејл, пошто малце бев со свирка ова она. Се закажува некој состанок Давор Здравко иницирале и со луѓето што беа во организацијата од МКЦ лани, пошто тие буквално на своја рака лани го изведува тоа, со помош наша, ко Стрип Квадрат, јас Темков, Здравко Давор, Бункер, нели, улета, и се направи тоа што се направи, супер беше. И убави гости и се. Стеван Субич и Марко Стојановиќ, сега ќе видиме оваа година како. Таман се разочарав скроз допред 2 дена, додека не го видов мејлов, дека не поминал проектот за стрип на конкурсот на Министерство за култура, што е многу бедно да не помине, а веќе една година одржано. Значи, корпус деликти, еве, гости донесовме И тоа со дешавки, со промоции, со што не. Ама
Субич. За Субич ти раскажав кој му е процесот на Цртање работа, на како Ридлер. дошол до таму кај што дошол, да. Значи, Ама не им значи тоа. Не Значи им не им е значи, гајле, не. не. Значи, знаеме дека поише значи да промовираат ајде на сега. комшиите, Да. Ама, И ајде, сега да, што ќе нешто биде па и друго. МКЦ сега нели како функционира, не функционира. Да, нешто, Да, макац е на стаклени нозе, нешто. Бени Шакири е директор, не е директор, отпуштил, не се отпуштил, знае. не знам што направил, Он ли срамотилоци ако отпуштал, направил. други ли отпуштал, не се Кој да знае, направил, хаос лошо таму. направил. Значи Точно. катастрофа. Ја посакувам да се одржи таму кај што беше од лани. Ние посоодветен простор за такво нешто од МКЦ немаме. Како не? Значи апсолутно. сала за се. Така. Промоција ваква, овој простор ти е најсоодветен. Еве ти Апсолутно. у филмската тоа. Така. Доле берза на стрипови, ако е погодено времето, ако не е, брп тендата. Точно. Значи супер. Сега ќе видам нови состанок што се уште се договара кој ден. Би било, Ќе биде што ќе- ако не, макаца би било и интересно и у Public Room и имаат гори као конфедеренциски сали, Да, као да. доле има баш као може да се рачисти све, да се стави. Сега ми текна у моментов тоа. МКЦ, Али ова пошто беше во нивна МКЦ си е МКЦ. во нивна организација и Да, се да беше регулар да беа поддржани. Сега може би од град Скопје ќе бидат поддржани, мислам дека и таму конкурира. Негде да се Како ќе донесеш ти гости? Не треба мене да ме платиш Темков, ние сме тукашни, ќе сидам дома, ќе спијам, ништо не ми даве, ќе помогнам. Сите ќе Да, помогнеме, да, никој ништо да, нема да бара. да, Ни Давор, ни Здравко, ни Ваци, Бункер, никој. Тој гост иначе ќе ти дојде од Србија, Хрватска, ајде најблиску. Треба спием. Па треба да го сместиш, не треба да даш да јаде на човек. Така. Така. Само едно барање од мене, ако го мислам, ќе се организира нормално, да не биде у јули, да биде у јуни. Пошто Лани беше јуни, еве, датумот го пишува. пошто лето од 3 Јуни, месеци јуни, тука. ја па јули, ја. Не, сега Па добро е, па јуни. А сега се збори за јули да биде? Не, Не. ја би сакал да биде у јуни. Јуни, Сам јас сум за јуни. Јуни. Пошто Јули јули, ќе август, се септември скуваме месец таму тука. сите. Јуни е јуни многу убаво дојде лани. Натаму, наму. Да, така. И мене ми дојде лани многу убаво што од сите овие ајде да речем битни испадна ни трип најбитен ни е нас, поготово лани прва година, она го кршиш мразот. Си беше во јуни и после 2 недели дојде Лесковац. Ние кога го тргнавме онака, појде возот со трип. Дојде Лесковац, па 2 недели после Лесковац ми дојде мене Ниш и таму бев гостин. И една убава турнеја ми се. Не многу планирана, Да. ама супер. Со деветка до кај сме? Деветка број 11 е стокменат. Може не е 100%, ама Темков знае до колку он вика дека е цела стокмена, ја мислам дека 90% е средана. Не, овде јас сите ги имам до 10. Ја мислев дека десетката го немам, ама очигледно сум го имал. Да. Лани направивме дупка во издаваштво со деветка, не Па извадивме знам, ништо. Знам Па- два пати годишно као Да, лани беше 0 годишно. И еден период лани немаше да ја викам зарем Не, прекина. значи А ако сме- прекинува ќе беше штосно да прекинете на на 9. 9, да. Толку. Али пошто 10 избрана, немаме намера да. Деветка крај толку. Малце кубуриме, сега реално кубуриме и со материјали. Не дека е тоа проблемот. Проблемот беше што не бевме поддржани од министерство, како и стрип што не се поддржани. Не бевме поддржани, малце не фати некој ајде, можеби без гнев. Зашо да биде тоа така? Ни многу бари бараме ништо. Значи печатење да- Кој е причината? Не мислат дека луѓето не читаат стрипови па не знам, не е, знаеш како вика тамо да биде од национален интерес, веројатно стрипот не е од национален интерес кај нас. Тоа е добро прашање, искрено. Да. Кој ќе размислиш? Вика поддршка на проекти од национален интерес. Значи, ало, нацијава треба да има стрип. Така. Се што ако не е нешто, не знам, безобразно или нешто да е, Нормално. Не, стрипе уметност и ама женска гола да ја Абе, апсолутно. уметност. пејте таа вампирката гола беше, ама добро, тоа сам го Ама- тоа со помош на друга една организација беше финансирано, не е битно, немаше врска со министерство. Кога ти видиш у македонски филм, немаш филм без секс сцена, без пушење цигари милион,
Да. Што имаше друго, што немаш? Не битно, ама тие 2-3 работи ги имаш од секој македонски филм. Голотиче мора да има, тоа уште од Мора Југославија да- останат. Не. Не е у- Цигари не е милион. у Скоп, не е у македонски, у балкански филм. Да, 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 да. Бе, за македонски. Мора да има една на прозор што ќе искочи, изволте све. Да, да. Мора тоа да го има. Па и партизански филмови порано што биле, таму Некако, да. 70 80 пак ќе има во на бојното поле негде додека е затишје Така, да се завршат некои одредени дејства. Да. Грбушките се Се тресе грбушката. Со стрип квадрат, може ли да откриеш нешто што се спрема или што е визија за иднина, например? Годинава. Имаме, па да, ова сега ќе биде само 2 броја деветка, пошто сега па оваа година ни одобриле 2 броја. Та таман, Да. 2 пати Сега, годишно. една Али година не да, една може, не, па ама. ние кога ќе правиме паузи, ние кога требаше тоа сами да го изведеме, ама испадна дека не сме моќни. Затоа што Кантана исто не беше поддржан, па Стрип Квадрат го финансираше сам со парите што ги немаме. Реално. Секогаш е така држава. Значи љубов е. Стрип Квадрат Да. е една голема љубов, ништо од тоа. Имаме на веќе неколку години уназад, ова ќе го кажам као ексклузивно овдека. Темков го спомна Љупчо Филипов кој беше на гостувањето, еден од нашите најпознати стрип цртачи кој што 80-ти години живеел од тоа, работел за светски пазари. Има сработено 3 епизоди од серијалот Велики Блек. Тие биле објавени во Италија и биле објавени во Југославија во Лунов Магнус Стрип. Сега србите се паметни и сите тие ќе земат автор нивни што 80-ти години цртал Блек, конкретно за Блек се фаќаме. Ќе земат неговите епизоди, на пример има така за Бранко Плавшич, еден од авторите, и за Маринко Левовиќ, и за Миодраг Ивановиќ Микица. Се што работел на Блек, ги земат епизодите и прават интеграли. Со тврди корици, убаво, значи го зачуваш тоа наследство. Нормално бе, ја да идам да ние- сакам да купам, да речеме Блек од македонските, а автори сакам да е стокмено, убаво, Така. тврдо. Вие да видите за- какви се. За англиските, као што можеш да приметиш, се ми се да кажам слаба корица, ама Да, за да, нешто што сакам да Па вие само да ги видите какви се овие српски издања. феноменално. Чудо, со оние со клапни направено, значи многу убаво, скапи се, да. Јас ги имам дома, пошто нели, имам многу работи. Зимај, па ќе читаме некој. И сакавме баш за дури стапивме во контакт со издавачката куќа од Италија, што не е Бонели, Edizione.it, за авторските за права за Блек да се купи за тие за конкретните епизоди. Ти си бараш и тој ти вика толку пари е за тоа. Така. Уплати на сметка, ние ти даваме скенови. Сум квалитетни, за да можеш ти да ги, после ти си преведуваш. И муабетот дое до негде, но министерство е глуво. Неколку години поред. Сега. Автор на сценариото за тие стрипови е србин. Тие се во Југославија издавани. Па после се на италијански пазар. Сега тука е ако е цртачот македонец, сценаристот не е македонец, па тоа не може вака така. Со починат е цртачот, Љубомир Филипов е починат 2000 или 2001 година. Млад бил човек. Срцев удар, нешто такво. Со Димано се современици, мислам, една година се разлика. И се познавали, работеле заедно на некои работи, на некои стрипови. Некако мислам дека нема да можеме од министерство планот е да се проба преку италијанска амбасада, затоа што нели со италијанска издавачка куќа соработуваме и го откупуваме права. И сега ќе видиме. Јас многу би сакал тоа да се реализира. А колку е епизоди се знаеш? 3 епизоди. 3. Епизоди по 60 страни. Тоа би била книга со предговор со ова со илустрации галерија, некои 200 страни, убава една богата книга, тврди корици, баш како што треба да биде. За 3 епизоди ако нека брат срамо да. Не знам како Никој не ги интересира, бе брате. Не ги интересира, тоа едноставно, знам да не ги кажам, интересира и Поготово кој е стрип во прашање, едноставно тие таму Не знам стручни што да кажам. умови што нели решаваат тоа дали од национален интерес, ако Љубомир Филипов не е од национален интерес и не е наследство македонско во полето на стрипот, ете Димано го испочитувавме, му дававме на како такво наследство наградата на стрип 3 плани. Да.
Значи, Љубомир работел за Италија, работел за Америки, за Англија. Има ли ти повеќе знаеш? Има ли некој македонец што работел да речеме за DC или за Marvel за некој за светски Баш за овие што ги спомна амерички, не би знаела, знам дека со Тировски има работено за странски издавачи, претежно од Франција. За француски пазар. Кој што е најтупаџиски пазар. За DC, за DC, јас имав правев проби за Марвел. Многу одамна. 2000. За кој лик? Па можев да бирам. Уредникот ти дава избор, ти дава сценарио од 3 серијали такви пробни. Што тоа се веќе епизоди објавени, за тоа ти ги дава. Да. Не ти дава нешто ново или да ти открие некоја тајна. Дели Саки му давам на овој ќе украда. Ај сега да видиме како ќе нацрташ. Од тоа што ми дадоа да бирам, Fantastic Four беа во изборот, Red Hulk. Добро. И Добро, тоа ти е Hulk само наместо зелен црвен ќе направи. Добро, ма не, јас само црно-бело ги работи. Значи, цртав Hulk. Дали е црвен или зелен, нема вeze. Да. И го одбрав Hulk. Требаше се направи 5 последователни страни од сценариот. Значи го читаш и правиш. Не мора прва, втора, трета, четврта, пета табла. Фати од 15-та па до крај до 22-та, пошто нели така им се по 22 оние светски и амерички. И дадов се од себе тогаш, тоа беше 2011. И 13 години помина. Ако гледаш од 13, у бројка колку години се Да, ма беше тоа на Мафе се случи на фестивалот за стрипови во Макарска. Беше доен тој агент од Марвел, кој што нели него му е, не, овој беше CB се вика C.B. Цебулски. Има потекло тука европско валја пољак некој. И Цебулски е агент за таленти од Балканов, кој што ги врбува и им нуди шанса да цртат за Марвел. Он е, значи, вработен во Марвел како агент. И тој беше еден од гостите на Мафест таа година. И јас не знаев. Јас си носев портфолио онака некои принчиња А4 мали, чисто на колеги од Србија, од Хрватска што ќе се видам, ај што работиш? Немав тогаш нешто многу испечатено работи, нема вака како Кантана, вака Ајвармен. И гледам таму артисти со големи папки, внатре оригинални цртежи, тоа они го чекале Цебулски, се спремале за Цебулски за да падне во несвес човеков кој ќе види шо. Тресат за него. Да. Ја немам појма. И добро, го видов човеков кој е, шо, ама као не те занима тоа, јас чекам со бројче да дојдам на ред Џанкарло Алесандрини да ми го нацрта Марти Мистерија. Ја тоа правев тоа. Опа, шутно. Ништо. Добро, не пука добре. Чим нема чат, добре. И Мирко Чолак, еден цртач од Зрењанин, познате, тој работи за Marvel, DC. Тој тогаш, тој година дена пред тоа влезе на тој пазар и веќе, мислам дека преку него и Цебулски дојде или не знам како беше. И Мирко Чолак мене ме фаќа за рака. А Цебулски пие пиво и пред него нема клиент, што му досаѓа со цртеж. И вика, Мирко, не бе, викам, ме седна вака со сила. Ево, вика, Цебулски, ово е Игор, вика Јовчевски, од Македонија. Добро, англискиот ми оди. Си направивме муабет прво со Цебулски, он виде некои работи, ги бендиса и ми даде мејл од уредник bonalimanjo@marvel.com. Тоа е тоа. И викам, ама добро, не отиде нигде приказкава. Добро, Добро, и јас дојдов од Макарска, онаков целиот без нозе. Му пишувам на некој Бон Алимањо. Бон Алимањо ми враќа со тие трите сценарија. Бире, вика, кој сакаш 5 последователни страни. Би цртан јас. И тоа посветив. Фантастик Фор Hulk И не ми текна третото. да. Тоа. И ги нацртав и ги пратив кај него, вика, не на овој мејл. Исто во прати го кај Тој. Да, тој што ги гледа, тој што одлучува. Кирби. И ги пратив негде, не сеќам каде. И се чекам одговор секој ден. F5. Отвори мејлот, да него не затвора. Минута на F5 проаѓа недела, 2-3 месец дена, F5. И му пишав па на Бон Алимања. Викам, ја ова прати, викам, шо?
толку ли се добри ова таблио, не може да ги изнагледате. И вика, чекај ова, она сега, и другиот ден ми праќа, тој, кај што пратив, не овој Бон. We are sorry. Фала што не искомунициравте. Онакво готово, циркуларно. Да. Да пратија писмо. Со истите муабети. Добро па ма тие си Тоа писмо седат највише таму, боли. па може повиднина. Да, дадов се од себе. Интересно беше што го нацртав го- кај што повраќа. Имаше таква сцена. Ја тоа Стеван кога збореше, не знам дали беше или му гледав интервју или на стрип трип го збореше тоа, кога му дале на Пол Дано као да одбере кој би го цртал сценариото што го напишал он, му давале као и не му се свеле и не знам како што од негде му стигнал од Стеван и он си кажал као овој го сакам, овој ми се така да никош не знам може некој сценарио ќе Многу специфичен. Стеван управо време со оригинален стил улета. Да. Не знаеш некош дали гледаш фотка. Значи такви контрасти црно-бело, поготоа кај Ридлерот, кај Конорот не толку или Тарзанот па и многу. Не знам го прочита ти Ридлерот го. Не. Па јас само имам гледано работа. Што ја му го дав на кумот да го прочита и го леам овде. Значи да си го вратиш. Не, немој таа грешка. Не, со него знае јас како што ги гледам. Да. Он поише од мене ги гледа. Па добре, чим да. таков имаш. Јор, да превршуваме се Ако- малце позитивно. Кажи ми, што би препорачал, например, за млади цртачи или автори у Македонија? Онакви гајдс, што да следат? Знаеш како, може клише муавет, ама држи вода доколку тој сака или таа да го работи тоа. Значи, не откажување на прва топка. Значи, свесни сме, веќе децата се попаметни од ние што сме биле на времето. Знаат кај живееме и што пазар е ова и она. Значи, со сите тие презнања, па ќе препорачам да бидат упорни. Па макар и да бидат овде, ама да работат за somewhere else. Така. Мичо работи за надвор, ја Мичо. Мичо баш Сотировски работи за надвор, значи луѓето супер имаше функционираат. лани на стрип трип една добра као седи го прашува табе за младиве што вика цртајте вика дечки, цртајте вика, нека не. Да. Само цртајте вика, ќе тоа на крај вика ќе цртајте само Значи работете вика. не може да си дојде резултатот од тоа ако си ти толку упорен, црташ и нормално со работа со цртање ќе напредуваш, ти нема ни да бидеш свесен кога си направил тие некои скокови, ама други ќе го видат тоа. Ако не го видат овде кај нас, ќе го видат кај нас, ама нема фајда ако го видат, нема ти плати тој за не знам. Да, од министерство ќе ти кажа па имало, дека немало, твојот стрип не е Од национален интерес. од национален интерес. Ама ќе праќаш сегде, значи сегде, конкурираш, поима нема. Така е, апсолутно. Не мора да е Upwork е нешто по-профи. Директно бе со издавачки ќе искомуницирам. Барем сега е Сега е лесно, лесно. сега Да, е е на лесно, интернет брат. имаш све така да Нали апсолутно, Значи, само цртајте и уживајте. Ако тоа тлее во нив и имаат што да дадат, значи нема откажување сега. тоа Не е. знам што треба да се деси за толку да се демотивира па да прекине. Тоа не се убави приказки. Точно. Ке треба да Не, работи не. што годе нешто без веза за да обстои, нешто што не му лежи, што него сака. Што ќе работи? Поима немам, шанкер, Шанкри, како не. Кјел, за поише дневница. без вез. Игор, ке нацрташ ли нешто? Ќе назаре сега не знам дали ќе имаме време, ама ти Не, ќе си после останеш. завршуваме. Добро, тој. да, моливите се тука, Моливите се овде. Сториња се ке. Значи листој дека цел стрип албум, цела приказка се нацрта. Да. Ако не, ако Ако ова ти- не се ти за- почни- Едно снимање, снимаме следен епизод, Игор ужас. Игор Ужнец. Да. Доаѓа Мичо Гостин. Еве го овој црта. И треба такво да има поголемо студио, на страна да ставиме некој кој ќе црта цела емисија. Да, тоа го имаше на времето по телевизии веќе викнат некој гостин као цртач и ќе викнат уште еден као и кој као- да е другиот, овој као- цртачот го као ги црта. гостин. Ти црташ да, ај не, ти овде имаш. Ти црта ли ли? Магично на крај на емисијата готово е. Све обоено све. И водителката ја нацрта. Да.
Ништо, Игор, фала ти многу. Фала ви на вас многу, Ептен, пријатно Ептен, На така. присуството се надевам дека ќе се видиме ќе се видиме ние пак, ама дека за стрип трип ќе го реализираме тоа што го имаме план со Марио, ќе се дружиме. Јас се две чекам да видиме со тој со Станаков што се Да, па што се ќе закажува. Добро, да. ќе Ама ни вака даде позитивно ми звучат, информација да, за да пуштиме. Ексклузива. Да, не, па гледај, треба да се што знам. Ја го гледам ова место као промоција на нешто што нема кај да се промовира, не знам како да кажам. А си има доволно фанови, Така? значи стрип културава за значи тоа име нив мене, вас. Значи тоа не е комикон наш. Да, да. Не- немаме да, друго послично. И лани беше- Тоа јас Лани ја не го знам правам- што ме снајде, не знам кај се наоѓам, толку им беше убаво. Ја баш го кажав тоа, сакам стрип трип да прерасне у комикон, ама да не биде за стрипови само. Да има овде и игри, да има Да, ама сведе Да, у Борис Трајковски, некај у салата, салата, цела салата. сала, да кој што е сајмот на книга сега таму, така да изгледа апсолутно. некој. Така да е, да е така. стрип трип комикон. Така ќе окрсти. Па си држи вода. Нека. Ајде уште некоја година вака, дали ќе биде МКЦ, дали ќе викате Public Room, ако нешто МКЦ не го бива. Стрипокон. Стрипокон. Стрипо. Трипкон. Готово. Не, трипкон е многу више за субстанци такви работи. Не знам што кажам, фала ти пак. Фала ви за многу. поканата, фала за убавиот муавет. Секогаш сме отворени и за промоција на деветка на следниот Да, број да. и за промоција на стрипови, слободно ќе ни пишеш и јабе ќе вадиме, готово Од правиме. прилика емисија, тогаш го тоа е. вадиме, ние одма другиот ден овдека, тоа е најексклузивно, да. Баш, Да баш. Да кажеме некој ако сега да се земе, тоест да се најде. Да, некој овие работира. каде може да се Па најдат Wanted, Кантана, овој од Војдан, Војдан нема, тоа е архивски примерок. а чуварите на Чуварите исто така нема. Сега, во новата деветка, што ја спремам, јас спомнавме Добро. број 11, ќе оди првиот дел од чуварите, затоа што веќе немаме нели Добро. на залиха. И во два броја од деветка, во двата броја оваа година што ќе бидат издадени од деветка ќе биде целата епизода од чуварите. Супер, значи Така што Ја ќе може и на тој начин. Сакате да си го читате као мене, јас сакам да го прочитам Не овој. може. Во деветка ќе се ја чекате деветка да Значи иску- 9, да 11 искочи. и 12. Да. Ти оги да. не можеш да ја читаш, ќе се чекаш деветка. Деветка ја ќе се чекам. Не, ова не, ова си архивски примерок, така да. Тие два да, ова друго има на залиха и тоа има доволно. Готово. Деветка број Супер. 11, ова е 11 епизода, значи има нешто. Нешто со ете, кецовите нешто има со кецовите. тука. Оп, нешто кец, со како викаше кецка, 12 професорот сате. Ништо, дечки, фала ви многу што не гледавте оваа епизода што ни слушавте така убаво. Фала Марио, на ти? Кира што ни беше техничка екипа. Да, што ни пушташ и музиче тука. Боле од Пецо. С Кири Не, у комплет и двајцата се топ. Кири музича пушта. Да, доека Пецо си купува карти за Лацио од Наполи. Дечки, фала ви многу пак од мене, Марио. Ништо, да клапаме клапа. Клапа и клапата, се одјавуваме, тоа е тоа. И нека чека следна епизода, може нешто Нормално. интересно спремаме. Да. Ајде, чао, чао, дечки. Чао, дечки.